Девојката влюбена во музиката и во харфата Сара Мејс ги користи пред новогодишните денови за интензивни подготовки за преубав новогодишен концерт насловен Jingle Bells Symphony, а воедно промовира и нова музичка numera. Две причини да ја поканиме на утринско кафе и да дознаеме како и течат декемвриските денови за крај на ова 2023 година. Сара, добро утро. Добро утро, Ирина. Добро утро и на гледачите на Алфа телевизија. За тебе месец декември очигледно многу динамичен месец, многу обврски, подготовки за еден голем убав проект, новогодишниот концерт, но воедно и промоција на најновата композиција. Како успеваш да ги тераш сите овие работи наеднаш? Да, па навистина декември е еден преубав месец и инспирира толку многу што мислам дека лесно може да се најде сила, енергија и да се вметне љубовта и страста во фокусот на она кое што го подготвуваме заедно со The Christmas Girls, а тоа се Полина Тасева, Калина Велковска, Ана Петановска и Теја Богатинова. Тоа се девојките од Sara Meiss and the Christmas Girls, а тоа е проектот кој што го направивме пред 3 години. Снимивме новогодишен албум на кој што се наоѓаат сите најпопуларни, да кажам, божикни песни во светот, па дури има и македонски, дел од македонските се Елко Елко и Среќна нова година. Таа година кога го направивме проектот и го снимивме албумот, имавме доста убави настапи, свиревме, односно пеевме повторно во филхармонија. Лани моравме да паузираме, една од девојките ни беше трудна и се породи. Но годинава решивме да ја прошириме таа предновогодишна приказна заедно со Камерниот оркестар на Битола, начело со Владимир Димовски, кој што ги пишува аранжманите за целиот овој веќе голем состав, односно Камерниот оркестар на Битола и ние 5. Jingle Bells Symphony се подготвува за 18 декември во 20 часот Македонска филхармонија. Ќе биде тоа еден час и пол исполнет со прекрасна музика, нели аранжирана, оркестрирана за целиот оркестар заедно со нас. Ќе има многу, ветуваме, еден убав вајб, еден убав флоу со од новогодишни композиции кои што ќе ги испееме ние 5 заедно со нив. Ќе бидат премиерно изведени композиции таа вечер. Се пишуваат, нели, специјално за овој состав. Имаме уникатно наше сценарио кое што исто така се пишува специјално за таа вечер. Па мислам дека ќе направиме една баш новогодишна бајка и дека гледачите, односно слушателите кои што ќе дојдат таа вечер, ќе бидат среќни после концертот и со убави впечатоци. Се надевам, билетите се веќе во продажба на mktickets.mk може да се набават. Сум многу задоволна, продажбата ни оди супер, сега за сега дури сме стигнати на двоцифрен број. Така што се радувам и сум баш едва и чекам да се случи. Да, се чувствува во твојот глас таа возбуда, таа убава креативна енергија која што веројатно сите ве обзема целата екипа што го подготвува концертот. Впрочем и овие денови во тек се секојдневно проби за истиот. Да, со девојките правиме проби. Во моментот Камерниот оркестар пробува заедно со Владе, девојките пробуваат заедно со мене. Репертоарот го имаме, го знаеме, одвај чекаме да се споиме, односно да се случи кохезијата и да ја направиме онаа магија која што со нетрпение чекаме да ја направиме, па и да ја презентираме на нашата публика. Секако дека и ние како публика, а и како медиум со нетрпение очекуваме да ја видиме таа убава новогодишна магија која што ќе се случи на 18 декември на сцената во Македонска филхармонија. Сара,
Неодамна Нели ја промовираше и твојата најнова numera посветена овој пат на твоето синче Кирил, Очи Вселена, многу убав, длабок, символичен настан, па секако сакам во оваа пригода малку да искоментираме и околу самата numera, околу тимот што стои позади нејзе, околу промоција на истата, зашто тоа некако се совпаѓа повторно еве со концертот и со овој месец декември, значи како една завршница на плодна, успешна и убава година за тебе. Да, веќе од јуни одлучив нели на некој начин дека би сакала да се вратам во полна пареа со песните и со спотовите, мислам со песни и видеа за истите кои што ќе ги направам и дарам на мојата, на нашата публика. Нели Фреквенција беше онаа песна која што ја пласиравме во јуни. Очи Вселена е исто така песна која што ја работев со Иван Петровски, мој долгогодишен соработник, Џоки. Џоки го направи аранжманот, музиката и текстот ги напишав многу лесно заради тоа што мислам домот и семејството е навистина еден непресушен извор на инспирација. Кирил е навистина едно магично дете, исто така и Илина, но Илина веќе има песна, Бакар боја е песната која што напишав за Илина пред неколку години. Очи Вселена не е дека намерно, нели се си реков му должам песна на Кирил, па ајде да седнам да напишам, не се случи така, туку беше скрос онака на шега, ги повикав моите инстаграм следбеници да ми кажат каква е бојата на очите на Кирил, зашто имаше фотографии каде што ми изгледаше дека се сини, дека се зелени, а баш и во фамилиарно разговаравме леле какви очи ќе има детево. Мислам ни беше интересно како шарени му се навечер, понекогаш му се како сиви. И имаше многу креативни одговори, нели некои рекоа зелени, некои сини, некои шарени. Најкреативниот ми беше дефинитивно од золба ми, вика неговите очи се очи универзуми, очи вселени. И си реков, викам леле Марија, ова е наслов на песна, ова е Очи Вселена и така ми дојде лесно се излеа самата песна, самата музика, самиот текст. А потоа со Џоки кога го работевме аранжманот, одлучивме дека сакаме нешто среќно, нешто весело, да го задржиме темпото на Фреквенција, да бидеме автентични по тоа, нели некако уште од минатата година сметам, односно веќе од коронската година сметам дека ни фали среќа, нели се соочуваме во последно време со навистина и трагични ситуации. Знаете, животот понекогаш не е патека послана со рози и ние како уметници сметам дека ако веќе можеме да допринесеме на некој начин, е убаво тоа да го спакуваме во еден среќен вајб, во една модерна песна со диско ритам, така што одлучивме и Очи Вселена да го следи тоа темпо. Јас сум многу задоволна како излезе самата песна и како звучи, а и пресреќна сум што стварно до сега добивам преубав фидбек од моите луѓе, од пријателите и од луѓето кои што ме следат и ме почитуваат. Им се допаѓа, има многу коментари во стилот на заразна, ја си ја пуштаме нон-стоп. Така што се радувам ептен што ја пуштивме на таков пат и не само за аудиото, туку и за видеото. Многу сум среќна што го работевме со Томислав Живковиќ, тоа ми е едно младо дете, помладо доста од мене, сигурно 10 години, кој што си работи сега во полна пареа. Јас сум фан на неговата работа, ми се допаѓа како снима, како е креативен, колорот кој што го прави на спотовите. Сметам дека и Очи Вселена, нели, сам по себе спотот говори за тоа. Супер поминавме со подготовките, со самото снимање, ладно беше, искрено, смрзнавме со девојките. И девојките исто кои што беа на самото видео, сум многу среќна што баш тие девојки се дел од видеото, две девојки се од Црнокрак, Сара и Ева, две девојки се мои блиски, едната ми е внука практично, е ќерка на моја прва братовчетка Ивона, а другата Бисера е моја ученичка. Така што имаше еден баш пријатен другарски вајб во текот на целото снимање, а искрено е баш задоволство да се работи со жени. Во последно време, не знам, жени се онака одговорни и да ти помогнат и нешто ако искочи непланирано во текот на самото снимање или во процесот, без разлика дали е снимање, знаеш, се расположени да допринесат нешто и плюс од нив, што се вика за сето тоа да излезе супер.
нели процесот додека биравме стајлинзи, нивната креативност, нивната вложеност. За стајлинзите ни помогна Фран, исто така моја долгогодишна соработка. Исто така и за шминката, не само за стајлинзите. Дарко од Hair House ни ги правеше фризурите. И така, мислам дека супер си поминавме на самото снимање. Имавме, извини, една случка со Илина, кај што Томи режисеров во сцената која беше кај нас дома, го виде несесерот и онако буквално се залюби, онако со розеви светки. Сакаше да го снимаме и викам ќе го земеме, ама да знаеш дека на Илина ќе ја должиш нешто сигурно. Кога го виде прв пат спотот, беше онака мојот несесер го искористивте. Ама супер. Освен по фреквенција, по Очи вселена и по предстојниот концерт Jingle Bell Symphony, пошто уште ќе памтиш ова 2023? Па, искрено мислам дека онака хајлајтот мој, можеби и животен до сега, на некој начин моето комплетирање и најголемата среќа е спојувањето на целото семејство, односно Кирил, како посежам, дури го зборам ова, како последната, како се вика, парче, пазл од сложувалката, донесе една навистина нова, свежа, убава енергија во домот. Нели претходно бевме тројца, бевме научени, некако целиот фокус беше на Илина, јас и Димитар правевме се за неа, мислам не дека сега сме престанале да го правиме тоа. Па и не само јас и Димитар, татко ми, брат ми, свекор ми, чиче, золва ми, сите, нели цела фамилија. Сега кога дојде Кирил, донесе среќа, не знам како да го кажам тоа. Мислам, он е многу весело дете. Мислам дури да се удри, знаеш што се вика да ја скрши масата, да се слушне онака силен звук и само вака да се почеше по глава, да направи да не заплаче. Не дека не плаче воопшто, ама начинот на кој што се играат со Илина, тоа е моето најголемо постигнување во 2023-та. Начинот на кој што они општат, начинот на кој што ги воспитуваме дека треба да си помагаат, да општат. И Илина е супер дете, мислам, она на моменти нели знае да пројави љубомора, тоа е сосема во ред и очекувано, но претежно е грижлива сестра која што го чува, го храни, ја тераме да го учи. Знаеш, кога ќе примерно они земе некоја играчка да не му ја она чапа, сега не знам, него да му објасни како се игра играта, да го залажи со некоја друга играчка, да му направи паметна дистракција во моментот и така. Така што, не знам, ете би кажала дека сигурно има и некои други работи на кои што би се сетила дека ќе ги издвојам. Еве, сега ми текнува, можеби прогресот на самата себе, исто така, мислам дека е важно да се сакаме самите себе и понекогаш да одлучиме некои работи за нашето добро, зашто кога ние светиме, мислам дека блескаме и за другите околу нас. Одлучив дека ете ќе ослабам, може банално звучи, но сакам да се чувствувам пријатно во своето тело, сакам да ми е лесно движењето од точка А до точка Б, до што се вика, нели да наоѓам време за себе, да и се вратам на мојата музика, кое што ми беше нешто што го сакав, што ми фалеше, што ми тежеше, што чекав погоден момент за да ми се случи, нели да можам да одвојувам доволно време за да се затворам во студио и да бидам со својата харфа, нели со својата музика, компонирање, ама и не само компонирање. Ете во моментот конкретно вежбам Оревопршачка, тоа е еден неверојатен балет. Јас сега го учам, до сега го немам свирено и ми е огромен предизвик. Ете, може да најавиме, ако не е проблем, на 28 на 29 декември ќе ја свириме со оркестарот на Македонска опера и балет, нели во Македонска опера и балет. И не знам, мислам, мене Чајковски, како и да е, ми е еден од омилените композитори кој што знае како тоа да го спои, знае како да ги, не само што ги води мелодиите, него и самото оркестрирање го прави на едно навистина неверојатно ниво. Мелодиите му се широки, распеани. Има многу за свирење, ама знае како да ја направи харфата присутна, а да е тоа боја, да обогати. Така што така на сите полиња решив, мислам, да се активирам и да бидам со мојата музика, понекогаш тешко се наоѓа време, но секаде кај што има љубов и страст, многу наоѓаме начин како тоа да го правиме.
Сара, очигледно заокружуваш една успешна и убава година позади тебе. Екипата на телевизија Алфа ќе ти посака следната година да ти биде уште посрекна, побава и поисполнета и се разбира успешна реализација на Jingle Bells Symphony на 18 декември во Македонска филхармонија. Фала ти премногу, Ирена. Јас исто така ви посакувам срекни гледачи, убави емисии. Ви благодарам што сте тука за да ја поддржите македонската музика, мене во случајот, проектите кои што ги правиме и само за добро да имаме убави настани и убави емоции. Ти благодарам.